За еден месец изгореа 2 автобуси, а еден поради дефект заврши во жардинјера. Не завршува хаосот во ЈСП. Скопјани се жалат и се плашат дека не се чувствуваат безбедно додека се возат. Више не се безбедни. Едно време беа безбедни, сега више ми е страф, ама мораш да одиш. Условите ни се такви. Поранешниот шофер на ЈСП, Игор Алексик, вели дека дефектите на автобусите се случуваат поради недостиг на стручен кадар, кој треба редовно да ги сервисира, но и поради недостиг на резервни делови. Алармира дека од септември ситуацијата во ЈСП ќе биде уште полоша, затоа што возачи го напуштаат предпријатието и заминуваат на работа во странство. До пред некои 2-3 години беа добри, сега веќе се ризично. Растураат 3 автобуса, склопуваат еден, нови механичари нема, старите механичари се све пред пензија. Ти имаат обука за оние старите автобуси, за станоците, за рабите. За овие автобуси, баш као овие се кинески автобуси, делови за нив тешко, така да тоа све од недостаток на делови и од кадарот што не е скучен кадарот. Сега во петокот 15 колеги од Ѓорчат гаража дадоа отказ од градски, добија визи, зема код 95 им стигна визите, за во Германија септември ќе биде голем проблем со возачи. За хаосот во ЈСП досега многу пати реагирале и од синдикатот. Тие побарале и средба со директорот на ЈСП, но оттаму биле игнорирани. Состојбата е катастрофална. Факт е дека возилата се неисправни. Немање делови, немање доволен број на автобуси и максимално искористување на возилата целодневно, од утро до вечер. Директорот на ЈСП пак, проблемот го лоцира во староста на автобусите и според него има доволно возачи. Признава дека автобусите имаат дефекти затоа што имаат поминато повеќе од половина милион километри, додека оние постарите се со милионска километража. Дека имаме стар возен парк, тоа не може да го оспориме, и дека автобусите кои што излегуваат на улиците, ние редовно ги сервисираме и редовно поминуваат 2 пати годишно технички преглед. Јавното сообраќајно предпријатие во моментов располага со околу 300 автобуси и 570 возачи.